Дами и господа, добре дојдовте. Стартува уште едно ново издание на Рапорт со Јофе. 10-то поред за оваа втора сезона, впрочем и последното издание пред летната пауза на шоуто. Започнуваме веднаш. По Маријан Додовски и Филип Петровски, минатиот петок во Македонија се случи уште едно политичко самоубиство. Додуша, по своето место на јавната сцена се работи за политичар од многу помал калибар, ама сепак важно е да се одбележи поради големата слика. Да погледнеме. Почитувани, ние членовите на Обединети за Македонија, предводени од партиските органи после долго време на размислување и сериозни анализи, а водени пред се од љубовта кон татковината, донесовме одлука да ја згаснеме партијата Обединети за Македонија и да преминеме во редовите на ВМРО ДПМН. Во овие моменти, за секој нормален човек, кој ја сака сопствената држава, најголем приоритет е да не дозволи на власт да се вратат Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Овде се обичните членови, председатели на општинските организации, луѓе кои немаат политички амбиции. Тие се оние кои побараа да се спротиставиме на коалицијата на Бранко, Љупчо и Тито. Во овој момент, во Македонија, мора да се одлучи и одбере помеѓу два концепта. Првиот на ВМРО ДПМН, а вториот предводен од Љупчо и Бранко. Членовите на Обединети за Македонија и нормалните граѓани на оваа држава кажуваат остро не на коалицијата на Љупчо и Бранко. Епа убаво, штом сте решиле така, нека ви е со среќа. Само мене ме интересираше за лидерот на партијата. Што мисли господинот Бошковски за ова? Нели тој моментално е во затвор и не може да го каже својот став во јавноста, но затоа вие сте тука и предпоставувам зборувате во негово име. И ова нема апсолутно никаква врска со тоа, затоа што тоа е веќе лично прашање за дали е запознат или не председателот Бошковски. Ги знаете законите. Председателот не е партија, него општинските организации, органите на партијата, членовите. Аха, значи Љубе нема никаква врска со ова. Мислам, со што и би имал некаква врска председател на партијата, воено и незин основач, со незиното згаснување и преминување кај политичкиот непријател. Да, баш фино се во ова. И мислам дека знаете што следува тука, ја палиме временската машина и одиме да видиме што зборува Шивчева низ минатото додека беше дел од Обединети за Македонија. За почеток се враќаме во октомври 2010-та, од А1 телевизија, Студио 2 е снимката, во време кога Обединети за Македонија организира бунтови и нели во време додека А1 се уште беше жива, организираше дебати и беше место каде се вкрстуваа различните мислења и уште повеќе во време кога ВМРО ДПМН се уште одеше на дебати, па макар тие биле организирани и од А1. Да видиме што вели Ивчева за бунтот кој што тогаш го најавуваше Обединети за Македонија. Бунтот едноставно ќе биде против тешката економска, морална криза, против тоа што едноставно ќе биде бунт против оваа влада. Ќе се соберете некаде, ќе се собереме, значи сценариото нема. Како ќе изгледа? Тоа ќе изгледа така како што треба да изгледа. Ви држите во тајност. А ќе го видите како ќе изгледа. Види, држиме во тајности за локацијата затоа што владеачкава партија, ако го објавиме местото, може на градоначалникот на Скопје да му текне да поставува некои водоводни цевки или не знам што, и затоа ќе го држиме до рокот до кога можеме да го држиме. Само тоа ќе биде 7 ноември во Скопје. Да, еве, ова, например, е доста добра причина зошто да преминете во владеачката партија. Во тој случај, не може на градоначалникот да му текне да поставува водоводни цевки или не знам што друго, па да мора да го држите во тајност местото каде ќе се бунтувате. Додуша, кога сте дел од власта, нема ни потреба да се бунтувате, ама тоа е друг муабет. И сигурно симпатиите и желбата за преминување кај власта, кај Ивчева, постоеле
уште од поодамна. Секогаш ВМРО има посебна стратегија околу тоа, и тука се негде и СДСМ, да не дистанцираат како политичка партија, значи збориме за најголеми, Владко Ѓорчев рече најголеми политички партии во моментот. Не знам по кој критериум така се именуваат како најголеми, затоа што ако одиме со една бројка на членови во моментот за една година Добро, тоа е друга математика се. 60.000. Ама не можеш да кажеш по што се гледа најголеми. Тогаш најголемите политички партии. Колку број има у парламент. Имаме и у парламент, да, ама не значи дека тие што се вон парламентарни имаат огромно членство, дека тие не се релевантни политички фактори во државата. Мислам, с краја било тоа. Ама нели ќе се согласите дека сте далеку порелевантни доколку сте дел од владеачката партија? Нели? Таму каде што и народот. Ова е најнароден метод наречен бунт. Значи се бунтуваме заедно со народот. Затоа што ние немаме коалицион партнер или некои партиички собрани од партија човек, ние сме единствени, значи само Обединети за Македонија, и наш единствен коалиционен партнер е народот. И ние сме постојано на терен во секое село, во секое место каде што може да влеземе, во секој дом, и овој бунт е бунт и револт од самиот народ. Ама и на тој народ еднаш веќе ќе му досади да се бунтува, па фино лепо ќе си премине, да го види Господ. И сега не знам дали ви кажале дека како дел од ВМРО ДПМН ќе имате и коалициони партнери, па и човек партија, ама ќе се навикнете. Се за доброто на татковината. Според изјавата на Ѓорчев нешто они не делуваат вознемирени од овие најави. Па не, види, они нема што да се вознемирени, затоа што они не биле помеѓу народот за да видат каква сиромаштија има, не биле меѓу народот за да видат колку имаат невработени, добиваат некои лажни или не знам измислени податоци. Тука ни продаваат нели преку нивните пресови, нивните изјави дека станува збор дека живееме во некој розов, убав свет. Имаме 400.000 невработени, за жал. Имаме економска криза, имаме криза на моралот. Значи едноставно македонскиот граѓанин е уништен, достоинството му е уништено. Имаме партизација. Ау, какви само тешки зборови беа ова. Јас мислам дека најпаметно ќе биде да се избрише овој дел од снимката, па да не го видат случајно вашите нови сопартиси, да ви се налутат, секако вие не го ни мислевте ова. Така ве натераа тогаш. Точно ли дека тезата дека немате проекти и сега одите на една вака популистичка варијанта? Како може да оди да не одиме на проекти ако значи имаме, слушнавме менторот или премиерот Груевски како сакате, кажа нешто дека немале опозиционите партии, немале свој концепт, немале сценарио. Па што има појавно од тоа сценарио дека одиме на бунт? Одиме за тоа што имаме концепт. Ако сакате да збориме за концепт, имаме програми, имаме за све што треба да се слушне. Како може да немаме концепт? Мислам, што е на вас, па и на тој менторот ваш Груевски. Што патем, господјо Ивчева, сега е и ваш ментор. Да, наистина збунувачки делува ова ако го слушате сега, ама... Ние со ова сакаме да ги обединиме сите незадоволни од сите режими, незадоволни од манипулациите, а таа бројка е огромна. Огромна затоа што ние сме на терен и ние не ги слушаме анкетите, тие што се анкети нели платени и знаеме од кои се платени и за кои уствари се прават и се лажираат. Така да народот е со нас, а народот не може да издржи. Народот е тој кој што се бори за парче лепи кој што не му е дадено. И, бидејќи народот е со нас, ние го носиме тој гладен народ во ВМРО ДПМН таму да се најаде. Да, и од ова временска дистанца сега, важно е да се напомене дека имало незадоволни од сите режими, ама од овој сега има најмалку незадоволни. Да не беше така, сигурно немаше да преминуваме токму во овој режим. Дека има координација повеќе од очигледно. Значи, ние минавме минатата година за малку за 20 гласа Гузлевски повторно ќе беше градоначалник на Ресин, Гузлевски, значи на Црвенковски првиот соработник, со помош на луѓето од Љубе Бошковски. Уште 20 општина немаше коалиција. Значи можам да идеме општина по општина да ви кажам. Нема проблем, јас ви одам во втор круг се извинувам. Дозволете, се извинувам. Ивчева, да молам. Ивчева, сега ви кажам. Да ми кажуваш дека веруваш во тоа што го збориш. Ивчева, во 20 градови во втор град. Детектор за лаги па ќе видиме дали е вистина. Мислам, очигледно е. Кој се кара, тој се сака.
Може би требаше да поминат повеќе од 2 години после оваа кавга, ама затоа сега Наталија и Владко се конечно заедно во ВМРО ДПМНЕ. И сега, веројатно и Наталија верува во тоа што го зборуваше Владко. Обединети за Македонија не нудат ни решени, нити некои преродби, ние даваме гаранции. Гаранции подпишани лично од председателот Љубе Бошковски, со кои што гарантираме во сите сегменти. И во областа на земјоделието, и во областа на економијата, точно гаранции подпишани од него што ќе може секој од граѓаните да дојде и утре да каже дека ние сме го гарантирале тоа, а гарантираме тоа што во моментот може да се направи за Македонија, додека уште малку има шанса, се додека ваква и слични власти како се на власт. Абе, браво и супер за тоа што го давате како гаранција, тоест тоа што сте го давале како гаранција, ама не мислам дека председател на партијата е добра гаранција од едноставна причина што Председателот не е партија, него општинските организации, органите на партијата, членовите. Да, фала ви што ме подсетивте. Ама дајте ве, молам да правиме муаве за работата на партијата, а не за незиниот председател. Ние овие избори, ако добро се сеќавате, уште на 5 јуни вечерта, нашиот председател господинот Љубе Бошковски излезе и кажа за изборниот фалсификат. Имаше случај каде што имавме ливчиња бројни кои што беа најдени по контейнери, расфрлани со заокружениот број 18. Имаше случаи каде што нашите на избирачки места, кои што беа од наша страна, од партијата, каде што изборната комисија, ливчињата кои што беа заокружени за Обединети за Македонија, им ги враќала назад да ги донесат во штаб. Ама добро сега, тоа за изборниот фалсификат го кажа председател на партијата, а многу добро знаеме дека председателот не е партијата. Така да, дајте да го ставиме настрана изборниот фалсификат. Ние збориме за голем изборен фалсификат. Значи не бил само председател на партијата, туку и вие го кажувате исто. Па во тој случај, мислам дека ќе треба да избришеме и оваа снимка. Да не ја видат случајно вашите нови сопартијци. Ама чекајте бе, спред ова досега, не мислам дека ниту една од снимките што ги имаме можат да ви донесат било што добро во вашата нова партија. Да, мислам дека нема друго чаре. Ќе мора да ги избришеме сите снимки, па и оваа емисија, за да не остане никаква трага дека некогаш сте кажале макар и еден лош збор за вашата нова партија. И пред да избришеме емисијава, само да ве известам дека ова беше последното издание од оваа втора сезона на шоуто, од 27 мај па се до денес 29 јули, вкупно 10 изданија од по 15 минути со најинтересните и најактуелни општествено-политички случувања. И доста е за сега. Тука ве поздравувам и одам на летен одмор. Во август паузираме, а се гледаме веќе од септември. Чао, чао.